Devetolетката Ванчо Прке од Делчево бара извинување од наставничка. Таа во прилог на телевизија Стар по повод денот на сесловенските просветители Кирил и Методи, јавно го кажа својот личен став за положбата во која се наоѓаат просветните работници. Денеска во општеството се на најниското скалило, можем најодговорно тоа да го потврдам, бидејќи ние имаме почит од родителите, од општината, од луѓето со кои соработуваме. Меѓутоа, во име на државата, во име на она што се нарекува авангарда, тоа сме ние. Сепак мислам дека малку не подзаборавија. Оваа изјава на наставничката била повод за свикување на итен наставнички совет во Делчевското училиште, на која е побарано демант на лично искажаниот збор од страна на горе наведениот наставник, односно јавно извинување. Што точно треба да демантира наставничката и зошто од неа се бара да го погази својот личен став во дописот кој телевизија Стар го доби не се наведува, па и за нас, а веројатно и за прозваната наставничка остана нејасно, дали нејзините колеги и директорот кој е потпишан на дописот сметаат дека наставничката Фела е на местото кое го заслужува, а професијата наставник соодветно ценета и вреднувана. Како и да е, во телефонски разговор наставничката Стојменовска уште еднаш потенцираше дека кажаното во прилогот е нејзин личен став и дека стои зад истиот со сиот свој професионален кредибилитет. Во исто време таа потенцираше дека кажаното од нејзина страна нема претензии да биде одраз на генералниот став и мислење на нејзините колеги. Што тие мислат за положбата на наставниците, треба да си кажат сами. Инаку, освен што се бараше извинување од наставничката, наставничкиот совет и директорот покажаа и новинарски и уреднички претензии, па си дозволија да испорачаат и листа на очекување од прилогот снимен за 24 мај. Очекувано беше дека прилогот ќе содржи информации за образованието некогаш и сега. Патронот Ванчо Прке, неговиот лик и дело, па еве и за ексклузивитетот во училиштето, дека ќе матурираат 47 ученика, а ќе се запишат 75, значи 28 ученика повеќе од лани, можеби единствени случај на училишта од училиштата во државата, каде наставата се одвива на македонски наставен јазик. Без да навлегува во граматичката коректност на напишаното од интерпункциски и синтаксички аспект, телевизија Стар им порачува на авторите на дописот дека стои зад објавениот прилог, бидејќи истиот ја истакнува важноста на делчевските наставници како наследници на Кирило-методиевската традиција, но во исто време не сака и нема намера да ги затвори очите пред недостатоците во сите сфери од општеството, па и на оние во образованието.